Распоредот сакаше и судбината сакаше последната трибина да биде во мојот роден град и тука да ги видам сите другари, семејство, пријатели, комшии. Дели не ги познавам бидејќи сум веќе постар, дел се помлади. Меѓутоа сакам сите да ги поздравам, посебно да ги поздравам министрите во владата, вице-премиерите, стопанствениците, граѓаните и секако германската амбасадорка Дрекслер, шпанскиот амбасадор и амбасадорот на Европската Унија, кој ќе ни се обрати преку видеоврска. Почитувани граѓани, драго ми е што денес во Куманово зборуваме за исклучително важна тема, а тоа е енергетиката, меѓу другото и од аспект на членството во Европската Унија. Денешната трибина е последна од серијата трибини, односно настани кои ги направивме и кои се одржуваа во речиси сите градови во државата во рамки на кампањата Ние сме Европа, организирана од Секретаријатот за европски прашања. Во оваа прилика сакам да упатам честитки за организаторите и за учесниците, на сите говорници, на сите панелисти, гости од различни сфери на општеството, професори, стопанственици, граѓански активисти, представници на институции, дипломатскиот кор, кои во изминатите неколку месеци јавно зборуваа за придобивките од нашето членство во Европската Унија, кој пред се значи подобар животен стандард, подобар животен стандард за граѓаните, подобра работа за компаниите и функционирање на здравството, образованието, судството, економијата, културата, по стандарди кои сите ги посекуваме, а тоа се европските стандарди. Посебно сакам да се заблагодарам на вице-премиерот Маричич, кој исто така потекнува од овој град, и сакаме да наплоу за него што во изминатите месеци навистина со колегите се потрудија ова да го организираат. На првата трибина во Скопје говорев за економските ефекти од членството во Европската Унија, за растот на платите, пензиите, стандардот и колку истиот се зголеми во земјите од како станале членки на Европската Унија. Она што е важно дека во нашата земја, на европскиот пат на кој оваа влада ја држи земјата, растат платите и пензиите и во услови на најголема криза. Горд сум на сработеното, но она што го направивме заедно со министрите во овие изминати години на криза, прво ковид, енергетска криза, економска криза, и сите тие треба да бидат горди на се она што го направивме од аспект на економските резултати. А ќе набројам само неколку од нив. Просечната пензија е покачена на околу 20.000 денари, што е зголемување за 100 евра во однос на она што беше во 2016 година. Минималната пензија денес е 13.200 денари, а во 2016 година беше 9.000 денари. Покачувањето е 4.000 денари. Просечната плата во септември оваа година е 37.800 денари, скоро 38.000 денари, или 614 евра. Тоа значи покачување за 250 евра во однос на она што беше во 2016 година, кога изнесувала нешто над 22.000 денари. Во тоа време просечната плата била колку што е сега минималната плата во државата. Во државата денес имаме највисока минимална плата, која што е 20.175 денари, а во март ќе изнесува 22.500 денари. Ако во 2016 беа потребни 4,5 минимални плати за една потрошувачка кошничка, денес се потребни 2 минимални плати за една потрошувачка кошничка на просечно македонско семејство. И тоа е резултат на кој сите треба да бидат горди. И оние кои што тоа го возможија, пред се тука мислам на министрите од економските ресори, финансии, вице-премиерот Битичи, министерката за труд и социјална политика, меѓутоа секако и синдикатите кои што учествуваа во тие преговори и со кои што изнајдовме заеднички јазик за нови методологии. И ова го загарантиравме со закон и со нова методологија за постојан раст на минималната плата. И платите, и пензиите, и во иднина ќе се зголемуваат како што се движиме по евроинтеграцијскиот пат, а двојно ќе се зголемат со влезот во Европската Унија. Прогресот и развојот се неминовни на тој пат. Од сите аспекти. И од аспект на економијата, и од аспект на енергетиката, за која денес по-конкретно ќе зборуваме. Јас ќе зборувам и за придобивките од енергетската транзиција и се она што како држава успеавме да го направиме во доменот на енергетиката, и тоа во услови на навистина најголемата енергетска криза со која Европа се соочила по Втората светска војна. Ваквата состојба ја нагласи потребата од 3 клучни работи кои ги презедовме и реализиравме во изминатиот период. Првата е
Северна Македонија, како и секоја земја, водеше стратешки домашни политики за снабдување со храна, енергија и зголемување на производството, со цел системот да функционира, граѓаните да се заштитат од ценовни шокови, компаниите да бидат ликвидни и виталните функции на државата да се одвиваат непречено. И тоа го постигнавме. Второ, се обединивме со регионот, со сите наши соседи, а поддршката на Европската Унија беше клучна во градењето по безбедна, по сигурна и по зелена енергетска иднина за државата. И трето, со растот на инвестициите во обновливите извори на енергија, кризата ја претворивме во можност. Станавме лидери во енергетската транзиција на нашата земја и ја претворивме земјата во зелен енергетски хаб. И второто, и третото ги постигнавме. За прв пат од независноста на државата донесовме низа системски одлуки со кои што се насочивме кон стратешко и одржливо домашно производство на храна и стратешко домашно производство на енергија. Тргнувајќи од природните потенцијали на нашата земја, плодна земја, сонце, ветер, вода, вреден народ, како и предуслов за производство на храна и вложување во обновливи извори на енергија. Нашата држава ги има природните потенцијали. Меѓутоа и нашата држава има нешто што другите држави го немаат. Ние сме единствените кои имаат 280 сончеви денови во текот на една година. Од почетокот на економската и енергетската криза обезбедивме електрична енергија без никаков прекин во текот на целата измината година. Субвенции и финансиски средства за најранливите категории на граѓани, како и субвенционирање на цената на електрична енергија која е обезбедена за сите домаќинства и за сите компании на регулираниот пазар. Ги ставивме во функција сите енергетски капацитети кои ги имаме во државата. Го зголемивме домашното производство на електрична енергија и ЕСМ наместо законски предвидените 60% производство на електрична енергија обезбеди 100% струја за домаќинствата и за малите потрошувачи. Образовните институции, болниците, комуналните дејности беа вратени на регулираниот пазар и ги намалија нивните трошоци за работа. Во споредба со претходната грејна сезона, ова реализиравме зголемување на производството на електрична енергија за 45%, кога никој не веруваше во тоа и кога скептиците велеа дека во текот на јануари и февруари оваа година ќе останеме без електрична енергија. Го активиравме и ТЕЦ Неготино, кој 15 години не работеше. Меѓутоа сега беше клучна електрана за справување со кризата. Ова е патриотизам за 21. век. Со посветена работа, работниците да ја докажат и одбранат енергетската независност на државата. И работеа со капацитети стари 40 години. На нивно одржување, на нивен ремонт, на нивно постојано држање во функција со цел да се произведува електрична енергија. И јас многу пати сум кажал, ако некој заслужува аплауз и благодарност од цела држава, тогаш тоа се вработените во енергетските капацитети на државата. Во Рек Битола, во Осломеј, во Неготино и сите нивни колеги кои работеа на реализација на она што успеавме да го направиме. Ги активиравме хидропотенцијалите, мотивиравме употреба на обновливи извори на енергија, како што е поставување на фотонапонски панели, зашто ги олеснивме процедурите за нивно поставување како за граѓаните, така и за компаниите. За нешто што беа потребни 6 месеци за вадење на дозвола, сега е потребно само 1 ден известување за да може компаниите и домаќинствата да го направат она во што сакаат да инвестираат. Поддршката на Европската Унија морам да кажам дека беше исто така од голема важност. Во оваа прилика уште еднаш сакам да упатам благодарност за поддршката од 80 милиони евра за справување со енергетската криза кои ги добивме од Европската Унија. И не случајно тука со нас се денес амбасадорката на Германија и амбасадорот на Шпанија. Германија е наш голем пријател. Германија е земја во која извезуваме повеќе од половина од нашиот извоз. Германија е држава од која што доаѓаат половина од нашите странски директни инвестиции. Германскиот канцелар и влада секогаш беа на располагање на нашата држава при носењето на одлуките во Европската Унија и да не заборавиме дека претседателката на Европската комисија е исто така од Германија. А Шпанија е држава која претседава со Европската Унија и која исто така ни дава на такво високо ниво поддршка како држава.
Бидејќи ние како држава не сме големи, но сме големи затоа што имаме големи пријатели во Европска Унија и во светот. И како што и самата председателка на Европската Унија кажа, на Европската комисија, дека Европската Унија ќе биде покрај Северна Македонија и заедно ќе ги надминеме предизвиците од најголемата глобална и енергетска криза која што беше предизвикана од војната во Украина по неоправданиот напад на Русија врз оваа независна држава. Овие средства беа подршка на ланскиот пакет антикризни мерки во износ од над 760 милиони евра, кои владата ги донесе и кои според податоците на Светската банка е највисока буџетска подршка во регионот за справување со кризата. Дајдовме најенергичен одговор во регионот на Западен Балкан, кој согласно проценките на групацијата на Светска банка изнесува околу 5% од бруто домашниот производ во нашата држава. За споредба, кај Србија таа изнесуваше 2,5% од бруто домашниот производ. Во Косово околу 2,1%, во Албанија 1,4%, Босна и Херцеговина 0,5% и Црна Гора 0,1%. Пред неколку недели го донесовме и деветиот пакет антикризни мерки, кој што е во вредност од 662 милиони евра. Во период од околу 3,5 години намеривме пакети антикризни мерки во вредност од околу 2 милиарди евра за граѓаните и за стопанството. Ние во владата не сме креативни како оние кои ја водеа владата до 2016 година. Нит јас знам да правам споменици, нит Фатмир Битичи знае да прави фасади од стиропор, нит Оливер знае да сади жални врби во Вардар. Она што знаеме да правиме е домаќински да работиме, така сме воспитани и финансиските средства да ги насочиме кон оние кои што им се најпотребни. А тоа се граѓаните, посебно од ранливите категории, тоа се пензионерите со ниски пензии, тоа се невработените лица, тоа се лицата со посебни потреби, самохраните родители, студентите, средношколците, основците. И тие се оние кои што ќе ги добијат финансиските средства од деветиот пакет антикризни мерки, заедно со компаниите кои треба да ги очуваат работните места. Дополнително земјите од Западен Балкан добиваат нова можност преку планот за развој на Западен Балкан, кој ќе овозможи поврзаност, поддршка на реформи и финансиска поддршка во вид на грантови и заеми. Планот за раст треба да ги удвои економиите на земјите од регионот, така што од моменталните 6.000 евра просечен бруто домашен производ по жител за 10 години да биде 12.000 евра по жител. На располагање ни се 2 милиарди евра грантови и заеми од 4 милиарди евра со поволни каматни стапки, бидејќи ќе ги гарантира Европската Унија. Овој план има јасна, утврдена цел и агенда, но и солиден план за финансирање. Ова е план за финансирање на реформите за раст. Ова е можност да го забрзаме растот, но и можност да ги забрзаме реформите. Ако сега регионот според анализите е некаде помеѓу 30 и 50% од бруто домашниот производ по глава жител во однос на просекот на Европската Унија, се планира за период од 10 години растот на економијата во регионот да се дуплира. Зборуваме за економија на регионот со нешто малку над 100 милиарди евра бруто домашен производ, што брои 17 милиони жители и претендира да стане членка на пазарот 450 милиони жители и со економија од над 15 трилиони евра. Ние не смееме да заборавиме дека најразвиените две економии во светот се економиите на Европската Унија и економиите на Соединетите Американски држави. Да беа други економии поразвиени, нашите млади немаше да одат во Европска Унија и во САД, туку ќе одат некаде на друго место, ама не одат на друго место. Тие одат во Германија, во Франција, во Италија, во Америка. И зашто да не ја донесеме Европска Унија тука? Зашто да не донесеме одлуки кои што ќе овозможат оваа држава конечно да стане земја членка на Европска Унија? Сите овие граѓани што се тука, јас ги познавам најголемиот дел. Сите сакаат ова да биде земја членка на Европска Унија, а не младите да ги бркаме по бел свет затоа што отишле за повисоки плати. И сите оние кои што тоа го кочат, единствено сакаат заради личен профит да одржуваат статус кво во државата.
И она што е најважно, што кризата ја претворивме во можност. Без економска и политичка стабилност нема инвестиции. Затоа нам ни е потребен мирен регион, интегриран во Европската Унија, со пазар од над 500 милиони потрошувачи. Доста ни беа кавги и со соседите, доста ни беа кавги и внатре во земјата. Она што ние го заслужуваме како регион е целиот регион да биде дел од Европската Унија, да биде дел од пазарот половина милиарди луѓе. А тоа, дека можеме да соработуваме, дека можеме да соработуваме и со Грција, дека можеме да соработуваме и со Бугарија, дека можеме да соработуваме и со Албанија, го докажавме со членството во НАТО. Заедно настапуваме, заедно носиме одлуки и заедно го браниме мирот и безбедноста и во регионот и во Европа. Од 2016 година, односно до 2016 година, во нашата држава, за целиот мандат на претходните сите влади, во државата имаше инсталирано 16 мегавати обновливи извори на енергија од соларни централи. 16 мегавати. Но затоа, од првиот ден на владата која ја предводам, од јануари 2022 година до денес, издадени се 600 лиценци за централи за обновливи извори на енергија, со што денес имаме инсталиран капацитет од 600 мегавати обновливи извори на енергија, што е капацитет поголем од целиот капацитет на РЕК Битола. Ова постигнување го признаваат и во Светска банка, и во Европска банка. Само има неколку скептици во Македонија кои што не го признаваат, ама го пречутуваат, бидејќи не може да го негираат. Но факт е дека благодарение на тие 600 мегавати обновливи извори на енергија, денес се снабдуваат со чиста енергија 166.000 домаќинства во државата. И исто така поради ова, и поради оваа политика која ја направивме и ја спроведовме, овозможивме враќање на ефтината тарифа на електрична енергија од 13 до 15 часот. Со тоа 1000 денари месечно заштедуваат домаќинствата. Тоа е работа на една влада која има јасна стратегија, која има јасна цел и која знае како да ги спроведе стратегиите кои што ги пишува. Ова е важно, бидејќи беше едно од клучните ветувања за граѓаните кои што ги спроведовме. Беше прекинато на одреден период заради светската енергетска криза, кога воведовме низа дополнителни други мерки со кои што ги субвенциониравме сметките за струја кај граѓаните и се уште ја субвенционираме во износ до 90%. Да не беше субвенцијата од државата, сметките на граѓаните што ги плаќаат ќе беат дуплирани за електрична енергија во сите изминати 2 години од како ги воведовме овие мерки. И сето ова успеавме да го реализираме за краток рок. А имаме планови и за среден рок и долг рок, со што нашата држава станува енергетски независна. Република Северна Македонија е првата држава во регионот која донесе стратегија за развој на енергетскиот сектор, базирана токму на столбовите на Зелениот договор на Европска Унија. Денес работиме според план и долгорочно на полето на енергетиката, каде што би сакал да напоменам неколку проекти важни за државата, а сето ова значи и можност за инвестиции. Конечно, после 30 години избравме приватен инвеститор за изградба на најголемата пумпна хидроцентрала Чебрен, кој има големо значење за праведна енергетска транзиција. Очекуваме да започне планирање на нови големи капацитети, а тоа е изградба на стратешки инвестиции на агроволтаичен парк од 400 мегавати во Источна Македонија, изградба на ветерни паркови со исто таква моќност, како изградба на нова когенеративна гасна централа со моќност од 200 мегавати. Овие проекти, заедно со огромниот број на фотоволтаични централи, кои секојдневно се градат, ќе ни овозможат енергетската транзиција на среден рок. Токму ние ја направивме и првата енергетска транзиција на електрана на јаглен во рек Осломи. На постојната стара термоелектрана со капацитет од 120 мегавати, во моментов има изградено една фотонапонска централа од 10 мегавати на локација на стариот рудник и дополнително во фаза на градба се уште 2 централи со моќност од 100 мегавати. Со тоа една стара загадувачка централа која произведува електрична енергија ќе биде заменета со обновливи извори на енергија со ист толкав капацитет.
По истиот принцип, во финална фаза се и физибилити студиите за нови над 300 мегавати фотонапонски централи на стариот рудник во Рек Битола, нашиот најголем производител на електрична енергија. На локацијата во Битола исто така е планирано изградба на комбинирана гасна централа, која во иднина ќе може да работи и на водород, и на тој начин целосно ќе се исфрли јагненот во употреба. Вие вчера ги гледавте сликите од потпишувањето на договорот помеѓу Бугарија, Србија и Азербејџан за гасоводот кој што се прави помеѓу Бугарија и Србија. Многу скоро, на крајот на идната година и почетокот на наредната, после неа, ќе гледаме такво потпишување, односно пуштање во употреба на новиот гасовод помеѓу Грција и нашата држава, со што државата ќе биде поврзана на трансјадранскиот гасовод, како и на сите LNG терминали кои што се изградени во Егејското море. Документацијата е потпишана, финансиските средства се обезбедени, проектот е одобрен, урбанистичките планови се одобрени, поддршката од Европската Унија е обезбедена, кредиторите се обезбедени и она што преостанува е работа на терен. И не случајно српскиот председател вели ќе градиме интерконектор со Македонија, тоа е затоа што ќе се поврзат на нашиот гасовод кој што ќе го имаме во Македонија, а кој што досега никој не успеал да го направи. На трансформацијата на Рек Битола работиме заедно со една од најголемите американски компании во оваа индустрија и веќе се водат конкретни разговори за гасификација на Рек Битола. Рек Битола ќе биде хибриден центар за производство на електрична енергија преку различни технологии за производство. Ваквите инвестиции креираат високо платени работни места. Инвестициите како оваа, но и останатите овозможуваат граѓаните, младите да останат дома и тука да си ја градат својата иднина во вакви високотехнолошки индустрии. И за крај, сакам да напоменам дека треба да имаме предвид дека зелениот план на Европската Унија за одржливост на економиите се однесува на цела Европа, а не само на Европската Унија. И затоа продолжуваме да го следиме примерот на Европската Унија за поефикасно спроведување на транзицијата и декарбонизацијата. Сите во регионот сме зависни од јаглен и следствено на тоа декарбонизацијата и понатаму е голем предизвик за сите нас. Но ќе дојде денот кога ова ќе го спроведеме, кога нашите градови нема веќе да бидат на листата на најзагадени градови во Европа. Бидејќи едно е само да зборувате дека се загадени градовите, но треба некој да седне и да направи градовите веќе да не бидат загадени, а не сите да се однесуваат во државата како аналитичари, а никој ништо да не прави. Затоа ова влада ги прави токму овие стратешки проекти. Наместо јаглен да имаме производство на електрична енергија од газ, од сонце, од ветер и од вода. И како одговор на сите овие тешкоти доаѓа и соработката со Европската Унија, со Европската банка и со сите други финансиери, што беше потврдено и со потпишување на меморандум за соработка вреден 3 милиарди евра на состанокот на кој присуствуваше председателот на државата. Со ова, граѓаните добиваат гаранција дека државата ќе има сигурно и стабилно производство на чиста електрична енергија во наредните 30 години од домашни извори и дека државата и Европската Унија ќе бидат гарант за праведната енергетска транзиција. Нема работниците да остануваат без работа, туку напротив, ќе треба уште работници со подобри квалификации кои што ќе работат на најновите технологии за производство на електрична енергија, за складирање на електрична енергија во батериски системи и исто така на берзите кои што ќе се отвараат во регионот, со кои што веќе она што беше единствено само за државите поединечно ќе стаде регионален пристап во однос на снабдувањето со електрична енергија. И за крај би сакал само да кажам дека сето ова немаше да биде можно без поддршката на Европската Унија. Немаше да биде можно без партнерите кои се членки во Европската Унија. Немаше да биде можно без државите кои што заедно со нас преговараат со Европската Унија. И затоа велам, единствениот пат кој што оваа држава го има е членство во Европската Унија. И оваа влада, која ќе биде влада и после 2024 година, до 2030 година, заедно со граѓаните, државата ќе ја направи следна членка на Европска Унија. Ви благодарам, да сте ми живи и здрави.